Владата започна со презентирање на оперативниот план за активните програми и мерки за вработување низ општините ширум државата. Првата општина од каде што започна овој караван е Прилеп. Беше истакнато дека планот е најголем досега и тежи 40 милиони евра, со кои што ќе бидат опфатени 16.500 лица. Целта на оперативниот план била да се даде шанса пред се на младите луѓе, да им се помогне за да истите останат тука и да не се иселуваат. Една од најатрактивните мерки е секако самовработувањето. Зголемени се средствата за самовработување. За луѓе над 29 години се зголемени за цели 1000 евра, односно од 6 на 7000 евра, а додека за младите луѓе до 29 години, која беше и целта, се зголемени од 6 на цели 10.000 евра. Новитете во овој план за вработување и тоа што можат да се здружуваат во ДОО и две млади лица, например, до 29 години, кои што можат да користат до 20.000 евра или над 29 години до 14.000 евра. Предвидени се и обуки за да бидат лицата поконкурентни на пазарот на труд, како обуки за IT вештини, предприемништво, странски јазици, а ќе се ангажирали и 400 лица преку целото лето со минимална плата, чија што цел ќе биде да гаснат пожари. Во фокусот се младите невработени лица до 29 години, кои што планирано е учество од најмалку 40%, но секако дека не ги изоставаме и другите категории на невработени лица. Тука спаѓа долгорочно невработените лица, жените кои што со половина, односно 50% најмалку учество во оперативниот план, но и сите категории на рандеви рандеви невработени лица, како што се ромите, за кои што е планирано најмалку 5% учество во активните мерки. Агенцијата за поддршка на предприемништво директно е вклучена во реализација на дел од активностите на оперативниот план и тоа во поддршката за самовработување преку ваучерскиот систем на советници кои што ги има Агенцијата за поддршка на предприемништво. Исто така, од оваа година за прв пат агенцијата си ја зема врската да ги земе и обуките за предприемништво, како и менторството. Во моментот во Македонија имало 94.000 активни баратели на работа. За Сител, Дарко Штарговски.